Кривични за поранешниот градоначалник на Штип Илчо Захариев и директорот на Стипион Игно Иванов од штипската полиција. Осумничени се дека сториле 4 кривични дела злоупотреба на службена положба и овластување и 2 кривични дела несовесно работење во службата. Прво пријавениот, како градоначалник на општината Штип, противправно издал одобрение и наредба за отстранување на објекти околу градскиот базен Штип, како и продажба на истиот, без да добие согласност од Советот на општина Штип, а второ пријавениот несовесно постапил при спроведување на постапката на одобрението и наредбата за отстранување на објекти на начин што не ги одбил, иако знаел дека се противзаконски, туку ги спровел и ги извршил, со што причиниле вкупна материјална штета на јавното предпријатие Стипион и на општината Штип во износ од 15.412.139 денари. Реконструкцијата на градскиот базен беше најавувана како еден од капиталните проекти на општина Штип. На таа локација требаше да се гради спортско-рекреативен центар Брегалница, изграден модерен спа центар со затворен базен и други содржини, кој би се простирал на површина од близу 15.000 метри квадратни. Намерата беше да се искористи топлата вода од Кежовица и Штип да добие модерен рекреативен центар, но целата работа беше стопирана поради проблеми со оттуѓувањето на земјиштето, чие постапка траеше речиси 1,5 година. Имено, согласно одлуката за продажба на базенот, земјиштето требаше да се купи во рок од 1 месец, а во рок од 6 месеци да се извади градежна дозвола, но оттуѓувањето на земјиштето траеше 1,5 година. Солемнизацијата на договорот е извршена во август месец минатата година. По однос на поднесената пријава од полицијата, реакција стигна од поранешниот градоначалник на Штип Илчо Захариев. Уште едно лажно обвинение против мене како поранешен градоначалник. За просторот каде беа објектите на Стипион донесен е детален урбанистички план усвоен од Советот. Изработен е проект Спортско-рекреативен центар Брегалница, финансиран преку германската влада и Источен плански регион. Продажбата на базенот и останатите парцели се со одлука на Совет. Јавното предпријатие Стипион со одлука на Совет доби нови простории во Новакова чешма, поранешни магазини на Арама. Целата постапка за продажба и отстранување на објектите кои беа руина е спроведена законски. Општината инкасираше околу 600.000 евра од продажбата на земјиштето. Реализацијата на СРЦ Брегалница е од голем интерес за градот Штип. Уверен сум дека и оваа лажна кривична пријава ќе биде отфрлена. Стои во реакцијата на Захариев.